Почитувани дами и господа, добре дојдовте на денешната свечена промоција на трите значајни проекти на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Директорот Никола Шалваринов, заедно со вработените во Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, во изминатиот период работеа на реализација на прирачникот за иселеници, сликовницата за најмладите од диаспората и новата веб страна, како дел од предвидените активности на Агенцијата за иселеништво, со цел поддршка и реализација на потребите и целите на иселениците од диаспората. Во целокупната реализација на овие проекти на Агенцијата за иселеништво, таа доби поддршка од сите државни институции. Затоа, за таа цел, го повикувам министерот на владата на Република Македонија, задолжен за диаспора, господин Едмонд Адеми, да се обрати пред присутните и да отвори оваа свеченост. Повелете. Почитуван директор на Агенцијата за иселеништво Никола Шалваринов, почитувани представници на верските заедници во Република Македонија, почитувани представници на организациите од диаспората, почитувани представници на дипломатскиот кор, бизнис заедницата, медиумите, ценети гости. Една изрека на мудриот цар Соломон вели: сите реки одат кон морињата, а водата се враќа повторно во реките, влевајќи се пак во морињата. Има ли поубав приказ за реверзибилноста на природните појави кои имаат своји пандани во општествениот живот? Многу пати во историјата реки од луѓе трнувале кон своите утоки, надевајќи се дека еден ден ќе се вратат кон своите врутоци. На тој пат наидувале на различни пречки, кои биле поголеми или помали. Луѓето низ историјата се до ден денес се иселувале од различни причини: економски, социјални, политички, воени конфликти, образовни и други. Ова појава и од оваа појава не биле поштедени ниту луѓето од Македонија, кои се распрскувале секаде низ светот. Токму затоа, владата на Република Македонија, како никогаш досега, од независноста па наваму, нивните потреби ги артикулира на институционален начин, на политичко и стратешко ниво, преку именување министер задолжен за диаспора, и на оперативно ниво преку Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Агенцијата, заедно со мене како министер задолжен за диаспора, ги покрива потребите на иселениците од земјата. Ваквиот процес на соработка мора и ќе продолжи и во иднина, особено сега кога Република Македонија се враќа на голема врата на меѓународен план преку членството на НАТО, започнување на преговорите со ЕУ, како и одличната регионална соработка. Незината иднина, стабилност и развој е загарантирана, а со тоа и местото и улогата на иселеништвото во овие процеси исто така. Воедно, како Република Македонија се реформира, модернизира во сите своји процеси на функционирање, исто така ваквиот процес треба да се преслика и во функционирањето на иселеничките организации, затоа што само така можеме заеднички да одиме кон посветла иднина. Концептот и политиката на едно општество за сите, како за внатре, верувам, е возможен така и во диаспората. Доволно ни беа 27 години поделби. Диаспората мора да се идентификува со државата, а не со партијата, што беше случај во изминативе 11 години, кога беа злоупотребени и искористени за политички цели. Во таа насока би сакал да нагласам дека е многу битна улогата на Агенцијата за иселеништво, која со промената на власта завзема нов курс во соработка со иселеништвото, за што сведочи и денешниот настан и промоција тука. Заедничката соработка помеѓу институциите на државата дава соодветни резултати. Ваквиот
Позитивен резултат е и Националната стратегија на Република Македонија за соработка со диаспората 2018-2023, од која произлегуваат активности во делот на реинтеграција на иселениците од Македонија, поттикнување на културниот развој, унапредување на положбата и правата на иселениците од Македонија, информирањето нивна за состојбите во земјата и унапредување на врските со матичната земја, а тоа е само еден дел од тие активности. Токму денешната промоција исто така е дел од горе наведените активности во функција на поттикнување на културниот развој, образование и информирање на нашите иселеници во светот. Прирачникот за иселениците од земјата е кратко и јасно четиво, кој ќе им помогне на иселениците да се запознаат со своите права и обврски во матичната земја, а воедно ќе стави крај на можностите за лутање во прибирање на информации поврзани со правата на иселениците. Сликовницата на изучување на мајчин јазик пак дава можност на многу креативен, лесен и забавен начин децата на иселениците од земјата да се запознаат и да го научат јазикот на нивните родители и предци. Има ли поголема заштита и промоција на сопствениот национален, културен и јазичен идентитет од тоа да една влада се грижи за новите генерации кои се родени надвор од Македонија, овозможувајќи да се заекне знаењето и учењето на мајчиниот јазик. Токму тоа оваа влада го прави и ќе продолжи да го прави. Новата, ребрендирана и подобрена веб страна станува вистински прозорец кон матичната земја за иселениците од Македонија. Преку неа ќе можат иселениците да се запознаат со активностите од минатото, сегашноста, но и идните проекти на агенцијата, а со тоа и да остварат директни и поблизок контакт за сите прашања. Затоа, како министер задолжен за диаспора, ја охрабрувам Агенцијата за иселеништво да продолжи со уште поголеми чекори да работи во нови проекти кои ќе им бидат од поголема помош на нашите иселеници во нивната реинтеграција и информирање со матичната земја од која потекнуваат. Исто така, би сакал како министер во владата на Република Македонија да упатам уверување дека иселеништвото дека не се заборавени и дека има кој да води грижа за нив. Иселениците се лојални граѓани во земјите во кои живеат, творат и работат. Истевремено се и мост на поврзување меѓу Република Македонија и нивната земја на предстој, што нив ги прави амбасадори на македонската историја, јазик и култура. Но, истовремено, тие треба да бидат исто така горди на земјата на нивното потекло, бидејќи позади себе имаат влада во која можат да се потпрат. Во тоа име, ја искажувам големата благодарност за вашата присутност на овој голем настан денес тука, а на домаќините, Агенцијата за иселеништво, посакувам успешна промоција, како и многу успеси во периодот што следува. Благодарам.